Заради јавноста, бидејќи ова прашање произлезе од средби со студенти кои што беа запишани на Филмската академија во Охрид, која што поради многу низа неправилности и нерегуларности и не можење да се изведува настава, беа оставени така сами на себе и тие бараа помош. Дали конечно ќе се реши проблемот и судбината на овие студенти кои што беа единствената материјална штета на низата неправилности кои што го следеа формирањето на овој институт за филм или Филмска академија во Охрид. Сакам заради студентите и заради охриѓани и заради сите да кажам дека со заклучоци Министерството за образование и наука од владата треба да постапи и донесе решение за префрлување на студентите од јавната научна установа Институтот за Филмска академија во Охрид на Факултетот за драмски уметности во Скопје. Воедно Министерството за образование и наука ќе ги обезбеди потребните финансиски средства за реализација на студентската програма на студентите, односно за заокружување на започнатите студии на студентите кои веќе биле запишани и студираа на студиските програми на јавната научна установа Институт за филм, Филмска академија во Охрид. Благодарам на одговорот. Има уште многу прашања во однос на неправилностите, во однос на информацијата која што работната група формирана од Министерството за образование ги детектирала, меѓутоа и голем број на просветни инспектори во своите ревизии. Би сакала во интерес на времето само да побарам од министерката да ми одговори во писмена форма какви состојби се затекнати во и што содржи информацијата која што ја достави работната група до владата, како би можеле сите да видат колку неправилно се трошеле нашите државни пари за одредени интереси, колку биле замајувани граѓаните, како се формирал институт кој што ни по законот за високо образование, ниту по законот за научно-истражувачка дејност можел да добие да биде формиран. Онака како што тие го правеа насилно, а денес господата од ВМРО ДПМ ни држат предавања за тоа како ние треба да го организираме образованието. Ве молам во писмена форма како би можеле сите да прочитаат што содржи таа информација. Ви благодарам.